Тера Луна, крипто или блокчейн, Тера валута. Што е Тера? Тера е платформа за плаќање блокчейн со отворен код за алгоритмски стабилкоини кои се криптовалути кои автоматски ја следат цената на валутите или другите средства. Блокчейнот Тера им овозможува на корисниците веднаш да трошат, штедат, тргуваат или разменуваат Тера стабилкоинс. Протоколот Тера создава стабилни монети дизајнирани постојано да ја следат цената на фиат валутата. Валута поддржана од владата како американскиот долар или еврото се состои од два токена за криптовалути – Тера и Луна. Клучни производи за носење. Тера е протокол за блокчейн со отворен код кој ги подкрепува алгоритмските стабилни коини и мрежата на финансиски апликации. Тера е еден од двата главни токени за криптовалути според овој протокол, а другиот е Луна. Тера стабилкоинс ја следат цената на фиат валутите како американскиот долар и еврото, додека Луна се користи за управување со блокчейн. Протоколот Тера ја одржува цената на Тера стабилкоин со тоа што гарантира дека понудата и побарувачката за него се секогаш избалансирани. Ова се постигнува со користење на Луна како променлива противтежа на Тера стабилкоин. Разбирањето на Тера. Тера е платен систем кој живее и е изграден на блокчейн, развиен од јужнокорејската Terraform Labs, основана во 2018 година од Do Kwon и Даниел Шин. Do Kwon порано беше вработен во Microsoft и Apple и основаше стартап Anify, кој нудеше децентрализирани решенија за бежична мрежа. Шин е основач и извршен директор на азијската компанија за платежна технологија Chai Partner на Тера и беше коосновач на корејската компанија за трговија Tmon, позната и како Ticket Monster. Деловното образложение за овој развој на Тера е наводно во Бела книга од април 2019 година, во која е наведен Do Kwon како еден од 4 коавтори. Весникот предлага криптовалутата наречена Тера, која е ценовно стабилна и водена од раст, врз основа на ставот додека криптовалутата со стабилна цена ги комбинира и најдобрите карактеристики на фиат валутите и биткоин. Успешна нова дигитална валута треба да го максимализира прифаќањето за да стане корисна како средство за размена. Весникот забележува дека постои побарувачка за децентрализиран протокол за пари, стабилен за цените и во економиите на фиат и во блокчейн, а таков протокол може да биде најдобар случај за употреба на криптовалутите. Во својата потрага да стане водачки давател на услуги за плаќање и децентрализирани финансии, DeFi за трговија, Тера има растечки екосистем во криптопросторот со 114 проекти низ DeFi, Web 3.0 и незаменливи токени. Овие проекти вклучуваат Sidro протокол, платформа со фиксен принос и приноси за позајмување, Chai апликација за плаќање со над 2 милиони корисници во Јужна Кореја, Lotera децентрализирана платформа за лотарија изградена на блокчейн Тера, Mirror протокол овозможува создавање на заменливи средства што ги следи цените на средствата во реалниот свет, Talis протокол платформа каде уметниците можат да ги продаваат своите креации и да нудат услуги, Vega протокол платформа за ковање и тргување со деривати. Тера и Луна, бидејќи примарната вредност на стабилните коини е изведена од стабилност, но ценовното прицврстување теоретски заобиколувајќи нестабилноста, типична за криптовалутите, протоколот Тера се обидува да ја одржи цената на Тера стабилкоин, обезбедувајќи дека понудата и поборовачката за него секогаш се избалансирани со примена на арбитража.
Луна е променлива противтежа на Тера Стабилкоин и ја абсорбира неговата нестабилност. За да разберете како функционира Тера, замислете целта на економијата на Тера да се состои од Тера базен и базен Луна, кои се користат за прилагодување на цената преку стимулации за учесниците во мрежата. Тера, тоа се стабилни монети кои следат цената на фиат валутите и се именувани по нив. Например, основниот Тера Стабил коин ја следи цената на специјалните права на влечење на меѓународниот монетарен фонд и е наречен Тера SDR или SDT. Други деноминации на стабил коините Тера вклучуваат Тера USD, United States Dollar и UST, кој го следи американскиот долар, и Тера KRV и KRT, кој ги следи јужнокорејскиот фон. Корисниците создаваат нова Тера. Луна се користи за управување и рударство. Луна е токен на протоколот Тера, што ја абсорбира нестабилноста на цените на стабилните пари на Тера. Корисниците ги уделуваат Луна на рударите на блокчейн Тера, наречени влидатори, кои ги снимаат и потврдуваат трансакциите на блокчейнот и добиваат награди од надоместоците за трансакции како компензација. Како што расте употребата на Тера, се зголемува и вредноста на Луна. Проширување на базенот на Тера. Кога Тера тргнува по цена која е високо номинира во однос на нејзината приврзаност, импликацијата е дека побарувачката за стабилната валута е поголема од понудата. Тоа значи дека понудата на Тера треба да се зголеми за да одговара на побарувачката. Протоколот ги потикнува корисниците да купуваат Тера, што има ефект на намалување на цената на Тера. Со зголемување на понудата и зголемување на цената на Луна, корисниците го продолжуваат овој процес на арбитража додека Тера не тргува со целната цена. Контра акција на базенот Тера. Кога Тера тргнува по цена која е ниска во однос на нејзината приврзаност, тоа имплицира дека има повеќе понуда за стабилна валута отколку побарувачка. Мрежата ќе треба да ја намали понудата на Тера додека не се совпадне со побарувачката. Протоколот потоа ги потикнува корисниците да согоруваат Тера и минт Луна, што има ефект на зголемување на цената на Тера. Со намалување на понудата и намалување на цената на Луна или со зголемување на нејзината понуда, овој арбитражен процес на корисниците кои го продолжуваат додека Тера не тргува по своја целна цена. На 9 мај Тера US Dollar или USD и UST ја загуби врската со доларот и до 11 мај падна на 0,30 долари. Основачите се обидуваат да ја стабилизираат низината цена со готовина и со прилагодување на протоколите за намалување на понудата. Стимулации. Протоколот Тера ги потикнува валидаторите, Тера блокчейн рударите и делегаторите, корисниците кои сакаат да добиваат награда без да работат на целосен јазол, со награди кои доаѓаат од два извора: надоместоци за газ, пресметковни такси додадени на трансакциите за да се покријат трошоците за нивна обработка и да се избегне спамирање. Валидаторите можат сами да постават минимални такси за газ. Надоместоците за стабилност или надоместоци се додаваат на секоја трансакција за да се обезбеди стабилност на пазарот. Постојат два вида: данок на Тобин, кој се однесува на процентуален надоместок додаден на која било трампа помеѓу Тера Стабил Коинс и провизија за ширење, што е процентуален надоместок додаден на која било трампа помеѓу Тера и Луна. Минималната провизија за ширење е 0,5%. Тера арбитраж. Алгоритамскиот пазарен модул на протоколот Тера возможува атомски замени, размена на криптовалути помеѓу монети кои работат на различни синџери, помеѓу Тера и Луна и помеѓу различни деноминации на Тера Стабил Коин.
Програмиран да биде сличен на производителот на пазарот, пазарниот модул гарантира дека постои лесно достапен и ликвиден пазар за средства на протоколот со стабилни цени и правичен девизен курс меѓу нив. Модулот на пазарот нуди можност за арбитража на корисниците преку TeraStation, официјалниот паричник за Тера. Пазарниот модул им овозможува на корисниците секогаш да тргуваат со Луна во вредност од 1 амерички долар за 1 тера амерички долар или UST и обратно, што ги потикнува корисниците да ја задржат цената на Тера. Например, ако 1 UST се тргува по 1,005 долари, тоест над 1 амерички долар, корисниците може да ја користат функцијата за размена на пазарот на TeraStation, која е основана платформа на Тера за функции за прирачник, размена, управување и влогови. Замената ќе резултира со согорување на 1 американски долар од Луна и ковање на 1 UST, бидејќи 1 UST моментално се тргува по 1,005 долари. Корисниците може да го продадат својот 1 UST, што произлегува од замена за 1,005 долари, со што разликата од 0,005 центи во джеп. Како што повеќе корисниците се вклучуваат во оваа арбитражна активност, базенот на UST продолжува да се шири, генерирајќи надолен притисок врз цената на UST додека не ја достигне границата од 1 долар. Спротивно на тоа, ако 1 UST се тргува по 0,995 долари, тоест веднаш под закачувањето од 1 долар, корисниците може да купат 1 американски долар за 0,995 долари, а потоа да ја користат функцијата за размена на пазарот на TeraStation за да тргуваат 1 долар за 1 долар Луна. Замената ќе резултира со согорување на 1 UST и ковање од 1 долар од Луна, што ќе генерира профит од 0,05 долари за корисникот. Како што продолжува оваа арбитражна активност, базенот на UST продолжува да се намалува, генерирајќи нагорен притисок врз цената на UST додека не ја достигне вредноста од 1 долар. Што е Тера во крипто? Тера е еден од двата токени што ги користи блокчейнот Тера како начин на плаќање. Тој е поврзан со различни фиат валути преку алгоритми. Дали UST е стабил коин? Тера US или UST е алгоритмски поврзан со американскиот долар, така што се смета за стабилна монета бидејќи е дизајнирана да ја одржува вредноста. Сепак го загуби својот рейтинг на 9 мај 2022 година. Што е Луна или UST? Луна е оригиналниот токен за блокчейнот Тера, кој се користи за уплата и прилагодување на цената на Тера. Тера US е токен Тера што е врзан за американскиот долар. Сигурна, едноставна, иновативна платформа за тргување на CFD. Барате сигурна платформа за тргување. CFD, како број 1 во Германија, е CFD Provider. Инвестицијски трендови во 2022 година плюс 500 е лиценциран CFD Provider, чија платформа е обезбедена со SSL. Можете да тргувате со CFD на најпопуларните пазари во светот и да истражувате бескрајни можности за тргување. Изберете од преку 2000 финансиски инструменти и добијте бесплатни понуди во реално време. Дознајте повеќе за тргувањето со доверливи провайдери на CFD и пробајте бесплатна демо верзија сега. Тера е блокчейн, протокол и платформа за плаќање што се користи за алгоритмски стабилни коини. Проектот е создаден во 2018 година од Terraform Labs, стартап коосновач на До Квон и Даниел Шин, најпознати по својот стабил коин Тера и поврзаната криптовалута на резервниот имот на Луна. Во мај 2022 година блокчейнот Тера беше привремено забран
по колапсот на стабилкоинот Terra USD или UST и Луна во настан кој збриша речиси 45 милиарди долари од пазарната капитализација во рок од една недела. Дизајн. Terra е блокчейн кој користи стабилни пари со фиат за напојување на платниот систем за консензус. Блокчейнот Terra користи код за доказ за удел. Неколку стабилни монети се изградени на врвот на протоколот Terra, вклучувајќи го и Terra USD, кој беше трет по големина и стабилна валута според пазарната капитализација пред неговиот колапс во мај 2022 година, и Mirror, која ја користеше инфраструктурата со стабилни монети на Terra. Terra е група на алгоритмски стабилни монети именувани според валутите на кои се врзани, например Terra USD, UST, и е поврзан со американскиот долар. Луна служи како основно средство за поддршка за Terra, а исто така се користи како токен за управување за корисниците да гласаат на предлозите на заедницата на Terra. UST стабилкоин не беа поддржани со американскиот долар, наместо тоа тој беше дизајниран да го одржува својот дел преку сложен модел наречен рамнотежа. Овој метод користи системи со два токени, при што еден токен треба да остане стабилен, UST, додека другиот токен, Луна, треба да ја абсорбира нестабилноста. Сидро протоколот беше протокол за позајмување и изграден е на синџирот на Terra. Инвеститорите кои го депонираат UST во Сидро протоколот добиваат принос од приближно 19%, што беше исплатено од резервите на Terra. Поради таквиот механизам на Сидро протоколот, некои критичари изразија загриженост дека во новиот стабилно коин модел може да функционира како голема понзи шема. Mirror протоколот бил уште еден проект заснуван на синџирот Terra, кој дизајнирал и нудел финансиски деривати кои практично ги осликуваат вистинските акции на берзата. Во 2018 година До Квон и Даниел Шин, исто така познат како Шин Хјун Сунг, ги коосноваа лабораториите Terraform во Сеул, Јужна Кореја. Во 2019 година Terraform Labs го лансираше својот прв токен за криптовалути. Terraform Labs собра повеќе од 200 милиони долари од инвестициски фирми како што се Arrington Capital, Coinbase, Ventures, Galaxy Digital и Lightspeed. Venture Partners. Во јануари 2022 година фондацијата Луна Гарда, LFG, беше основана како непрофитна организација со седиште во Сингапур, при што До Квон служи како нејзин директор. Terraform Labs додели дел од парите добиени од продажбата на UST на Луна Foundation Guard, за да се користат како резерви за стабилизирање на цената на UST. Почнувајќи од 7 мај, непосредно пред UST да го скрши својот колач, LFG имаше резерви од 80.394 биткоини во вредност од приближно 2,4 милиарди долари. Биткоинот беше најголем дел и резервните средства, иако LFG имаше резерви и во разни други стабилни и криптовалути. Во февруари 2022 година Terra и тимот на бейсбол од главната лига на Вашингтон, Nationals, објавија дека склучиле спонзорски договор со кој се обезбедува брендирање на стадионите и телевизијата, како и ребрендирање на клубот и салонот на Вашингтон Nationals во Terra клубот. Договорот првично беше предложен до заедницата на Terra од Квон, мислејќи само на неименувана спортска франшиза во една од 4 големи американски професионални спортски лиги, а заедницата се согласи да плати 38,15 милиони долари за 5-годишно ексклузивно партнерство. Основачите Квон и Шин поседуваа по една акција од Terraform Labs, давајќи му на секој основач 50% од контролната моќ. Квон подоцна го зголеми својот фонд на акции на 11 акции, давајќи му приближно 91,7% собственост, а Шин през останатите 8,3%.
Корпорацијата Шин и Чај, компанија за платежни услуги на Тера Екосистем, што ја основаше тој, објави на 18 мај 2022 година дека Шин повеќе нема сопственички акции од Terraform Labs. Меѓутоа, откако беше откриено од извори на сингапурската сметка и корпоративното регулаторно тело дека Шин се уште има 8,3% од сопственоста на Terraform Labs, корпорацијата Чај објави дека Шин не можел да ја заврши ликвидацијата на преостанатата сопственост на време и покрај тоа што го има истиот удел. Почнувајќи од 9 мај 2022 година, токените станаа насловни страници откако UST почна да ја крши својата врска со американскиот долар. Во текот на следната недела цената на UST падна на 10 центи, додека Луна падна на практично нула, од највисокото ниво на сите времиња од 119,51 долар. Колапсот збриша речиси 45 милиарди долари од пазарната капитализација во текот на една недела. На 13 мај Terraform Labs привремено го стопираше блокчейнот Тера како одговор на падот на цените на UST и Луна и покрај обидите на компанијата да ги стабилизира UST и Луна преку своите резерви на биткоин и други криптовалути од гардата на фондацијата Луна, врзувањето на UST во USD не се реализираше 1:1. Од 16 мај 2022 година, аналитичарите на блокчейн тврдат дека користењето на резервите на биткоин на LFG се уште остануваат во голема мера неизвестни. Веројатните причини за колапсот вклучува масовни повлекувања од сидрото на протоколот неколку дена пред колапсот, загриженоста на инвеститорите за криптовалутите генерално и падот на цената на биткоинот. За време на колапсот сопствениците ја конвертирале Тера во Луна преку систем за согорување, што предизвикало колапс на цената на Луна поради зголемената понуда. Ова за возврат го дестабилизираше механизмот на балансирање помеѓу валутите, лиценцирање и регулаторни прашања. Terraform Labs, компанијата зад Тера, е основана во Сингапур, но не поднела барање за лиценца според законот за платежни услуги според The Straits Times. Исто така не е нотифициран ентитет, што значи дека не му е одобрено привремено ослободување од поседување лиценца од Монетарната управа на Сингапур. Според документите поднесени од Квон во Канцеларијата за регистар на Врховниот суд на Кореја, Квон поднел барање за распуштање на корејскиот ентитет на компанијата на 13 април 2022 година и му било одобрено на 4 мај 2022 година. Американската комисија за хартии од вредност SEC издаде судски повик до Terraform Labs и Квон во 2021 година со специфичен поглед на Mirror протокол на Terraform Labs, кој дизајнираше и нудеше финансиски деривати кои практично ги осликуваат вистинските акции на берзата. Квон одговорил со изјава дека нема да ги исполни барањата и наместо тоа ќе ги тужи. И покрај обидите на Квон да ги оспори и избегне истрагите од државната комисија, судското сослушување во САД на Менхетен во февруари 2022 година пресуди во корист на правото на државната комисија да ја проложи истрагата за лабораториите на Квон и Terraform. На 18 мај, новоименуваниот корејски министер за правда Хан Донг-хун го прошири одделот за истраги за економски криминал на Канцеларијата на Јужно окружното обвинителство во Сеул, ветувајќи дека да следи нелегални средства и трансфери на капитал, да се бори против затајување данок, ревизорска компанија финансирана која собира податоци за трансакции и ги заплени приходите на криминалните финансиски активности. На својот прв ден од работењето, заедничкиот истражен тим за финансиски криминал и криминал од хартии од вредност ја извои кризата Луна и Тера како прва цел на истрагата.